Оваа година се запишани вкупно во прво оделение се запишани 970 ученици. Бројка доколку ја споредиме од минатата година е намалена, што значи минатата година бележивме за споредба со другите би рекол општини на територија на Македонија порасна упис на ученици. Оваа година дури 110 ученици помалку во споредба од минатата учебна година ќе седнат во училишните клупи. Дали има затварање на подрачни училишта, на дел од подрачни училишта по најавата на министерката Весна Јанева дека онаму каде што има мал број ученици дека се дислоцира децата во централата? Да, во едно општинско училиште Кочораци, поточно подрачното училиште во село Габреш. Училиштето се затвара поради тоа што нема запишан ученик во прво оделение, а министерката најави процес на оптимизација која ќе трае со години. Во споредба со другите општини, општина Куманово е најголема општина територија на Македонија и се уште централно-градските училишта го исполнуваат оној максимум од 30 ученици во паралелка, додека во руралните средини, тоест руралните паралелки на подрачните училишта и студените згради, таму е намален бројот на учениците. Дали оваа година се јави проблемот на дислокација на децата од, например, Бухареджич, Толи Зорга, мис 11 октомври во централните најчесто обраќани одинаци Крстени Мисијков и Кочораци? Па вака, согласно законот, родителите се должни да си го запишат на она место каде што престојуваат. Меѓутоа, знаеме дека родителите измислуваат многу начини само да се запишат во едно од централните градски училишта и повикувам доколку има злоупотреба да си го провери тоа државниот просветен инспекторат. Што рековте за префрлување, имаме ученици кои се префрлани, меѓутоа тоа е согласно одлука на Советот на општина Куманово и не би рекол дека е тоа проблем, тоа е убава работа, затоа што активно се работи на реконструкција на општинското основно училиште Кирил и Методи, подрачно училиште во село Агино село, каде што реконструкцијата е во тек и бидејќи е небезбедно за учениците, дел од учениците се префрлени во централното училиште на истото училиште Кирил и Методи, а само 3 паралелки се префрлени во општинското основно училиште во Караџи, затоа што е прво училиште на влезот од општина Куманово кое може да бидат сместени овие ученици, се додека трае реконструкцијата, истата треба да заврши некаде на почеток на второто полугодие. Кога сме кај Бухареджич, неофицијално во градот се зборува дека училиштето ќе биде затворено поради малиот број на ученици кои посетуваат по сите 9 оделенија. Значи вака, тоа сега може да кажам дека е како шпекулација. Училиштето во Караџич е целосно подготвено да започне со работа во едносмена, она што го потенцираше и министерката, меѓутоа бидејќи сега согласно одлуката има ученици дополнително кои ќе учат во дополнителни просторни услови, тоа е сега невозможно, меѓутоа од второто полугодие ќе биде прво училиште освен на руралните средини каде што се изведува настава да биде префрлено на она што значи едносменско работење и сметам дека тоа училиште ќе продолжи да работи и сметам дека ова е шпекулација бидејќи тоа училиште исполнува оној минимум за обстојување и во споредба со минатата учебна година сега имаме запишано и 6 ученици повеќе.